нас од врба, врбачки ги викаме. Или од врба кранчиња и ги носат дома и ги стават на врата, ги стават така. За здравје, за здравје на за стоката, за се. Да. Беше асфалтиран патот од Пустот Горица во Пустец, да не речам повеќе сат и пол. Сега уделение со комбе, клацкај се полека, крај има и мислев кој знае колку километри, 200 километри. А тоа 20 километри нема е. Имаше крај, Само во прва брзина возиш, не можеш после. Не, да. А ние со комбе, а нас ќе не престигне Мерцедес, тогаш Мерцедеси многу имаш. Мерцедеси да тие возат 40-50. Тие шиша, разбираш и по патот. Како маски. Ни гуми, ни ништо нема е. Да. В тоа време Мерцедеси имаше. И има во Албанија. Да. Тој ни ги пееше кога снимавме Бакни го сонцето, се провикнал бел трендафил од балкон. Не само там, многу песни знае тој, песнопоет си е голем. Си го љубам, детелото ме мамо, леле, си го љубам, да го подсетиме сега. Ќе му поидеме. Он е пензионер, предпоставувам сега. Да, пензионер. Да. Кажи, речи, мила мамо. Ако не е заминат некаде на работа. Во ручек време дома кај таму сеќаме Александар се вика тој. Александар, да. Таму исто. Таму спиевме и тука е Одма тој пред таош во селото, пред таош, Зрновско. Да. Таму сме јаделе убав крап. Да, таму Се облачи. мино и кукички. Да. Пази. Твоева куќа, еве. Отака, така те розе. Еве, знам ја тога сме правиле муабет со тебе. Да. Сега е револирано убаво, не. Сега личи на училиште. Тоа мермер ли? Не. А тоа е ствари грбот на општината. Страшно. Деца убај. Нека не са не вајале кучиња. Јас сум Здраво, тихо, Елена. мило ми, да сте ми живи здрави. Здраво, Елена. Ја, Мишка. Сега на колку сасет каде? Видите ли што прават нешто? Многи камени видови новите, jedan tamo gdje radi. Таму каде кај одговара. Еден пример окрели така да се... Тихи, сакаш да го снимаш тоа или како? Не бе, ако направите и фотографија е. Како ќе направиш? Значи тоа се тие книги што се дарени. Соме црвено снима. Снима, вака не снима. Пикнеш нас, чекај надвор да видам некој. Види таму.
Милосевски. Без В? А со В? Не го има таму. Милосевски. Страско Милосевски. Притисни на. Ако е било. Кој е било? Еве ова. Да. Тој е тоа. Јас се викам Анастас Темелко. Наставник сум по македонски јазик во ова основно училиште, средно училиште заедно. Друго што сакате да кажем за... Со театаров што гостувавме. Да, театарот што гостувавте многу мене лично многу ме изненади, бидејќи тие се теми многу моментално за нашето место, се теми кои длабоко ги чувствуваме ние и покрај тоа што ни се врши притисок од страна од сите работи, меѓутоа длабоко во луѓето тоа се чувствува. Ако другите или луѓето нашите помладите, за помладите тоа е малце неразбирливо, бидејќи нашата генерација, ние кои сме школувале во Македонија и кои ги знаеме тие вредности кои вие ги кажувате, кои сега ни ги представивте, кај луѓето длабоко тие постојат, ги чувствуваат луѓето, меѓутоа малку времињава се измеше, малку и од нашата влада и од нашите представници на влада, било како да го наречем сега, да не влегувам длабоко во тие работи, некако се врши некој притисок. Меѓутоа самите луѓе тоа го знаат, си го чувствуваат своето. И вие ако добро ги гледате луѓето, тие што вистина ги разбираат, ќе погледнете во нивните лица дека тоа ги бодри, тоа некако ги чепка, како да кажем, така да се држат подобро длабоко во себе. Меѓутоа не сакаат да го искаже. Да. Не сакаат, не дека тоа е нешто што сега заради времињата не почнуваат да чувствуваат различни притисоци. Да, така. Бугарите почнуваат да навлегуваат, другите да навлегуваат, да се кажуваат работи кои мислат дека на некој начин ги не поделат или ќе направат некакви делаци. По моја гледна точка, сега вие не знам како тоа го гледате и како го мислите. Јас така го гледам, многу ми беше мило што ве слушав, внимателно ве слушав. Тие дела кои вие ги спомнувате, јас ги познавам, таквите работи. Мене мило ми беше што слушнав некои такви работи од ваша страна. Благодарен сум, што не почестивте. Ако ви благодарам, да сте живи и здрави, да се видиме заедно. Да се видиме. Поздрав. Поздрав. Един, два, дозволете ми. Един, два, дозволете ми да се представя. Аз се казвам академик Аспарух Курчев и платих партиципација на тендера за същиот народ, за вас. Иска да искажа ставовите ви за македонскиот вопрос, господа и дами, да разреша тази состојби на безвремени идентитети и слични торжества. Разбира се, че всичко е българско в тази земја по којато тъпча сега, като е записал наш голям поет Николај Јонков Вапцаров во својата песен Тази земја. Мисля, че ја знаете. Внимание, врша рецитација. Един, два, таква наритана. 3 на нош, един под мишка. Един, два, не се родил машинец, кој не може да задоволи жена. Един, два, българин се наричам прва љубов за мен. Един, два, бе, доста со стола, един, два. Тревожеше се с рецитацијата. Благодарја. Дами и господа, много се тревожа с Македонија. Всичките се настравиле да земат нашата хубава Македонија. Абе, не даваме, разбирате ли вие какво кажахме? И за това објавувам декрета за македонскиот вопрос. Молям ви да станете на краката си, да подсилите торжествениот момент. Декрет за македонскиот вопрос. Од днес няма да истича реката Вардар през Бялото море, ами ще изтича и ще протича през Чарното море. Малкуцка ще я завърнеме, бе! И с тази състояние завинаги ще се разреши македонският въпрос. Един, два, 3 на нощ, един под мишка. Отивам си, ами накратко ще се върна. Моите думи не се тралала. Тралалалала. Вака ли се дочекува
македонскиот цар. Стани! Седи! Стани! Седи! Не знаете ништо. Историја, божественост, слава не ви дозволуваат да дознаете за себе. Имиња, светост, вашето свето минато и коски, ограбени гробови, македонските тумби ничкосани по белиот свет за да се прикажат како чужди. Имате ли срце и душа? Луѓе ли сте? Времето врви наназад. Патувате низ себе, низ Божиот воз. Патувате низ себе за да се пронајдете каде сте и што сте и за каде одите. Велми и јамка и ништожност околу вас и во вас, во душите ви. Македонскиот цар Филип II му се обраќа на собранието на македонците во Пустец. Почитувани мои македонци, ако сте заборавиле кој сте и што сте, ако се плашите, ако сте слаби со духот, ако сте се загубиле во некаква магла и темнина, ако не сте тоа што сте биле и што навистина сте, повелете внатре во вашата рамка, во која се обидуваат да ве напикаат, или самите со срце, или без него, сакате да влезете во тоа рамката да се напиете. Или станете добри вонемени, станете без страв, исполнете ги небото и земјата со славата на Бога. Дали е подготвена фалангата, царската војска на Александра под оружје ли е? Разбудете се, браќа, заспани души на мојот народ. Не чека последната битка во армакедонската земја по зададениот ред. Мртвата армакедонска војска, силите на ангелите, самиот Создател и вие, македонци мои, против злосилието и силите на паднатиот ангел. Во огнено езеро ќе ги напикаме, како што бедните сакаат да не стават во рамка. Напред, браќа, нека тргне непобедената македонска фаланга во атака. Напред, а после победата, Господ ќе ја крене Македонија како света и древна црква на небесата. Господ ќе ја крене Македонија како света и древна црква на небесата. Напред, македонци мои. Така. Да се Анастас. Јас сум страшно, да. Анастас живе во Рес. Да, јас сум Сега иде води македонски јазик. 10 прати. Супер. Така. Цело ова. Па кажете и вие нешто за Македонија, вечна тема, ништо да се промени, упорно истото па истото. Јас сум наставник по историја и тоа му кажа и на децата и на колеците што историјата на Македонија е посебна историја на Балканот. Кога загина Отоманската империја, единственото племе што не се држава беше Македонија. За жално, досна се држава 8 септември 1991, а сите племени на Балканот се направи држава. Може И Македонија направија големите сили практично. ти са. Може Албанија трој позади, 12-та, ама се препозна на 13-та, а Македонија, за жално, под влијание на Србија, после бивша Југославија, сега после... Во војните, балкански војни, тоа беше нешто што не реши проблема на Македонија, што да разделе Македонија под Србија и под Грција. Имаше влијание и Булгарија. И еден професор наш во Тирана рече проблема на македонците во Балкан историја трагедија. Трагедија. Да. Може ли Албанија задосна
Може Албанија се определя на мала Албанија, ама на Македонија е посебна трагедија. Единственото племе во Балканот што не стана држави се македонците. Ама еве сме се повеќе држави. Ние одиме и во Пиринска Македонија, во Егејска. Ние сме постоиме, ние сме Културата е силна, јака, со песни, со обреди, со тоа и така се држиме, е така. Друго е се од Тирана и на колешка бизаме постипломци во Тирана и пиеме кафе, мили мене, или ви Лазо, или сте дојдени, вели. Ние сме со планини, со полинама, со гробови, со топоними, друго, ние сме македонци. Со цркви стари. Ма не пасираш така. Они учат така дека ние сме дошли со словените, а они биле староседелци или ние сме туаме со стари предадеме, тоа сме. А нема ни една фреска во црква на албански јазик. Македонски се од 9 век, од 8 век, од 12, од 10. Абе ниту имале на наш јазик, имале писменост, ниту имале ништо, јазикот им е направен од страна на австриците. Благодарам за, важно. Добро, е така, да сте живи и здрави, да се видиме заедно за убаво. Да им пратат цареви. На грците им праќаат 17 годишно момче за цар. На бугарите исто така. На албанците лека. Не. Само македонците не сакале демократија, не сакале да примат. Не сакате да примите, нема да ви има. Ја така. Да ви држава зависно од Турција бие Србите и Грција. Пуштија пратеници од Германија. Црна Гора, Романија, германци. Во Болгарија, германци. И во Албанија дојде на русите, царицата Нина Катарина Велика е од Германка. Германка е. На грците не смеат ништо да им речат. Ја. Ама отаму бил гостителци. Они, например, има огромна, исто имат околу 2-3 милиона егејци. Ама нема здружение на македонци од Егејско, нито на бугари. Не смеат ништо со грци да ќута. Кукушкаде? Да, тоа е. Тамо треба да се бара, гоцеделче, не да се бара кај нас. Да. Нив треба да го барат. Дури гоцеделче, бугари барај го и кукуш. Тамо така е, бугарите само не сме. Не сме. Не сме ради тоа што ние така попуштаме, затоа не сме. Се наоѓаме во средното училиште Пустец, каде гости се представници од театарот Скрб и утеха во Скопје, кој ни каза една прекрасна представа тука со децата. Сите деца, сите наставници тука беа презадоволни и навистина му благодариме на овие добри луѓе кои одсем не забавуваат, ту и ни кажуваат реалност од историјата. Многу му се заблагодарам на Скрб и утеха за овие чекори што ги преземува и што стално идат кај нас, што прекажуваат за нашите деца. Значи од 94 година скоро 30 години, како првпат сме дошли. И при срце ни е секогаш мала преспа, како е навистина едно место. Многу ви се заблагодарам. Многу благодарни. И ние благодарни, после долги години добивме гостување од Министерство за култура на Република Македонија. Беше една супер средба. Децава благодарни, наставниците благодарни, сите. Многу. Ако ви благодариме и вам. Ние како македонци тука имевме можност да гласавме за Васил Стериовски, едно прекрасно дете од овој крај, и тој, за моја мисла, сите ние треба да го почитуваме, бидејќи тој за нас е херој. Затоа што во албанското собрание првпат тој зборна на македонски јазик и не поздрави на македонски јазик. Тоа е големо значење, тоа е голема работа за нас. Така е. Јас инаку со него првпат го снимив во близу до Корча во Боштица. Кунески, Илија Кунески, како беше, што бил Андре Мазон кај него. За книгата што издал Јужна словенски песни од Јужна Албанија. И прекрасни моменти имам, тоа е документарен филм што е снимен со него. Васил ме однесе, го најдовме човекот и така. Така да сте живи и здрави, па да даде Господ да се дружиме повеќе. Во околијата Корча, селата претежно имаат македонски мига. Например, како соседно наше село е селото Звезда. Тоа значи Звезда, наше име. Па тоа Подгорија. Тоа има село со име Попонива.
Има Пендаина, Сомблак и разни села, што И тоа Бобоштица. Тоа значи од Бобинки. Од Бобинки, да. Дудинки, Треново, ние ги викаме. Дреново, да. Многу сите села имат наши имиња, македонски имиња, тука во околината. А јас дури таму во Саранда, кога бев и кога ги гледав на картата на општина Саранда, кога гледав Каљурци, Воден, Да, бе. Бистрица, и ги прашувам тие локалните, што значи ова? Тоа е нешто на грчки. Каљарци, Бистрица, Силен, Мразен, такви Бистра. имена. Така. Од Софија или од Благоевград, не знам кај беа. И викат сакаме да прошетаме низ Преспа и да видиме во школото вака. Ти мора да не предружиш. Да јас ќе предружам ако има преведувач. Како бе? Јас не знам бугарски. Јас сакам преведувач да ми преведува на македонски јазик. А исто е, како исто јас не разбирам што велите. Значи му побарав преведувач. Тоа која Иначе година? нема. Тоа неде 2000-2001, не знам. Не памтам долу. 2001 година. И тие што рекоа? Ништо шо? Побара преведувач. Па нормално, па тоа е друг јазик.